Урбани вести на Прва Скопска, добро дојдовте. Колку споменици има во Скопје и дали сегашниот градоначалник Петре Шилегов ќе ги врати стариот изглед на Скопје се прашањата кои предизвикаа најголем интерес кај грчките медиуми на потпишувањето на договорот за соработка меѓу Скопје и Атина. Ова е веста на денот, следуваат насловите за денеска. Грчките медиуми со прашање до Шилегов, дали ќе ги отстрани спомениците. Масовно чистење на Газивава со нова механизација и зголемена работна сила. Велосипедистите бараат законски измени за да се овозможи безбедно движење и обезбеден паркинг простор. Во центар запрени 30 детални урбанистички планови. Каде не смеете да паркирате? Договор за соработка меѓу Скопје и Атина денеска потпишаа градоначалниците на двата града, Петре Шилегов и Јоргос Каминис. Сепак, тоа што најмногу ги интересираше представниците на грчките медиуми е дали Шилегов ќе го врати изгледот на Скопје од пред неколку години, колку споменици има во Скопје и дали ќе се отстранат спомениците со македонски символи. Со цел подобрување на добрососедските односи и промовирање на меѓународната соработка, денеска градоначалниците на Скопје и Атина, Петре Шилегов и Јоргос Каминис, потпишаа договор за соработка. Како што беше истакнато на средбата, очекувањата од договорот се да ја збогати културната и економската соработка, урбаниот развој и заштитата на животната средина, но и да им покаже на двата соседски народи дека, како што рече Каминис, заедничката историја може да биде од корист за понатамошно развивање на пријателството. Во знак на пријателство, Скопје од Атина доби скулптура од божицата Атина, заштитничката на градот. Со потпишувањето на овој договор со Атина ќе размениме информации, искуства и добри практики и ќе негуваме соработка во разни области на нашата работа и нашата надлежност, како што се градската администрација, управувањето со јавни услуги, урбан развој, урбана отпорност, заштита на животната средина и природата, културни и туристички активности, иновации, информатичка технологија и дигитализација. Воедно ќе соработуваме во рамките на мрежата Eurocities и ќе промовираме трговски контакти. Скопскиот градоначалник Шилегов истакна дека граѓаните на двата града се соочуваат со исти предизвици во секојдневното живење, а размината на искуства само ќе предонесат за потребите на граѓаните. Билатералните прашања меѓу нашите две земји не треба да не запрат во решавањето на проблемите на нашите нации и да не попречат во обидот да се изнетат заеднички решенија. Со нашето партнерство ние му покажуваме на светот дека нашата историја не дели или дека би требало да не подели, туку е пат на кој што треба нашиот заеднички наратив да не спои поблиску. Сепак, потпишувањето на договорот за соработка помеѓу двата града остана во сенка покрај интересот на присутните за евентуалното решавање на проблемот со името. При посетата на грчката делегација во Скопје, најголем негативен впечаток оставиле македонските символи, за кои директно го прашаа Шилегов дали ќе ги отстрани. Неговиот одговор беше дека ниту нему се допаѓа Скопје и дека ќе се обиде да го врати изгледот од пред неколку години. Дел од овие предмети, односно објекти и скулптури, кои што се дел од кривични истраги, кривични случаи кои што се во тек по судска постапка против лицата кои што делумно ја украдоа иднината на градот затоа што потрошија неколку стотици милиони на мало парче површина, така што за нас нема да биде лесно во иднина, имајќи ја предвид материјалната состојба на буџетот на градот Скопје, но се разбира, веќе зборувавме денеска, дека ние ќе направиме се што е можно да го вратиме првичниот изглед на градот, колку што е тоа возможно, во однос на зградите кои што во тоа време представува мастер дела на архитектурата, во времето кога се изградени. И веќе имаме отстранато еден од спомениците кои што беа дел од овие криминални проекти дела од проектот 2014.
Мнозинството од советниците во општина Центар донесоа одлука за запирање на спроведувањето на 31 детални урбанистички планови. Како што информираат од општината, планската документација ќе се носи транспарентно и сите забелешки од советниците и од граѓаните ќе се земат во предвид. Запрени се 31 детален урбанистички план во општина Центар. Советот со мнозинството гласови од советниците ја изгласа одлуката за запирање на спроведување детални урбанистички планови со време траењето на мораториумот од 2 месеци, информираат од општината. Разгледувањето на овие детални урбанистички планови е веќе во завршна фаза, а на советниците им беше прикажана и видеопрезентација. Планската документација ќе се носи транспарентно и сите забелешки од советниците и од граѓаните ќе се земат предвид, посочуваат од општина Центар. Во изминатиот период е стабилизирано водоснабдувањето на одредени населени места во општина Газибаба, кои досега немаа достапна вода за пиење, а со новата механизација и зголемениот број на сезонски работници ќе се одржува чистотата во општината. Општина Газибаба започна со решавање на проблемот со одржувањето на хигиената во општината. Градоначалникот Борис Георгиевски најави дека општина Газибаба во иднина ќе биде чиста и зелена општина. За таа цел градоначалникот најави подобра организираност на јавното комунално предпријатие Газибаба, а обезбедена е нова опрема. Зголемен е бројот на сезонски работници од 38 на 70. Обезбеден е магазински простор, а се подготвува и нов објект на јавното комунално предпријатие со површина од 300 метри квадратни. Градоначалникот Георгиевски додаде дека го решаваат и проблемот со водоснабдувањето. Во Рашта ќе биде продолжена изградба на останатите 4 километри водоводна мрежа во долната зона. Додека во Булашини ќе биде извршено целосна замена на водоводната мрежа во должина уште само на 1000 метри должина. Со тоа ќе допринесеме за комплетно решавање на водоснабдувањето во населеното место Булашини. Страшници и Брњарци ќе добијат исто така нов водоводен систем. Чиста вода, како и водомери до секое домаќинство, за да се надминат проблемите од минатото за рестрикции, но и злоупотреба од нерационално трошење на водата. Газибаба ќе биде почиста и позелена општина. Чисти канали, зелени паркови, игралишта, улици и јавни површини, се она што заедно ќе го направиме и ќе бидеме горди за тоа. Тоа мора да го направиме за нашите деца. Георгиевски додаде започнато е чистење и на дивите депонии. Од следната недела најави голема акција за чистење на депониите заедно со градот Скопје на 8 локации. Директорот на јавното комунално предпријатие Газибаба Владко Митовски потенцираше дека лошата организираност и слабата опременост биле голем проблем за тоа што предпријатието не ги извршувало редовно задачите досега. Митовски нагласи дека заедно со градоначалникот започнуваат процес за набавка на нова опрема за комуналното предпријатие, како би можело ефикасно да се извршуваат сите работни обврски. Набавени се 3 нови рачни коселки, 3 нови тримери и едно тракторче за косење на тревата, со кои зелените површини навремено ќе бидат средени. Во постапка е и набавка на униформа на работниците, како и набавка на еден багер, еден камион кипер и еден камион со дигалка, односно корпа. Со оваа механизација, комуналното предпријатие ќе може сами да ги одржува каналите, да ги чисти локациите каде што има депони, како и побрзо да реагираме во однос на дрвата кои представуваат животна опасност за жителите на општина Газибаба. Митовски додаде дека во рамките на ЈКП постои работилница за изработка на урбана опрема, корпи за отпадоци, клупи, мали фонтани, летниковци, истата е опремена со нов алат за работа, а урбаната опрема ја поставуваат на целата територија од општината. Исто така Митовски најави од понеделник ќе биде активна телефонска линија на која граѓаните ќе можат преку Viber да пријавуваат било каков отпад со слика и точна локација. Од април започнува сезоната за миење на скопските улици, информираат од комунална хигиена. Миењето се врши во раните утрински или во доцните часови, кога нема голема фреквенција на пешаци и автомобили. Чистењето се врши во зависност од густината на население, фреквенцијата и степенот на нечистотијата на улиците.
Јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје има надлежност и механизација за чистење на јавните сообраќајни површини, односно одржување на хигиената, метење, миење и празнење на корпите за отпадоци. Од Комунална хигиена информираа дека предпријатието располага со 8 автоцистерни за машинско миење на улиците, а миењето се извршува сезонски, од 1 април до 30 октомври, бидејќи во зимскиот период постои опасност од подмрзнување на улиците. Од предпријатието додаваа дека имаат надлежност машинското миење со автоцистерни да го извршуваат само на главните сообраќајници и булевари. Миењето се спроведува во првата и третата смена, односно во раните утрински или во доцните вечерни часови, кога нема голема фреквенција на пешаци и автомобили. Чистењето на јавните сообраќајни површини се врши во зависност од густината на населението, фреквенцијата на луѓе и моторни возила, степен на нечистотија, инфраструктурни сообраќајни услови и начинот на однесување на граѓаните во урбаната заедница. За миење на улиците Комунална хигиена користи техничка вода. Промена на законските и подзаконските акти со кои се бара да се обезбеди паркинг место пред секоја зграда и деловен објект, да се намали широчината на коловозните ленти и со тоа да се обезбеди повеќе простор за велосипедски патеки и да се воведе категорија велосипедска улица, бара иницијативата на Точак. Од град Скопје пак интензивно работат на изградба на нови и реконструкција на постојните велосипедски патеки. Во завршна фаза е велосипедската патека на булевар 8 септември, која треба да ги поврзе рута 1 и рута 3 од проектот Скопје-Велоград. Зошто во градот се проектираат улици чија ширина на ленти е наменета за движење на возила со брзина од 90 км на час, а максимално дозволената брзина во населено место е 50 км на час? Зошто во зградите задолжително треба да има паркинг место за автомобили, но не е задолжително паркинг место за велосипеди? Зошто урбаната опрема не е поставена на начин на кој не би пречела во движењето на пешаците и велосипедистите? Овие прашања со години се упатувани до институциите, а одговорот е дека такви се правилниците и законите, или па воопшто не се регулирани со закон. Токму затоа иницијативата на Точак поднесе официјални барања за промена на законите и подзаконските акти, со кои сметаат дека значително ќе се зголеми безбедноста на оваа категорија учесници во сообраќајот. Оттаму вела дека поднесен е предлог да се намали широчината на коловозните ленти, а со тоа ќе се намали и прекумерната брзина на автомобилите. Брзината е причина број 1 за сообраќајни судири со тешки повреди и смрт, а инфраструктурата е фактор број 1 кој психолошки им влијае на луѓето да развијат одредена брзина. Тие сметаат дека со намалување на широчината на коловозните ленти ќе остане и повеќе простор за пешачење, возење велосипед, зеленило и други содржини. Предложено е да има минимум 2 паркинг места за велосипеди на една стамбена единица за стамбени згради, минимум 1 паркинг простор на секој 5 ученици за објекти од образование и минимум 1 паркинг простор на секој 50 метри квадратни за комерцијални објекти. Исто така од иницијативата информира дека поднесен е предлог да се воведат велосипедска улица и велосипедски пат како нова категорија улици. Град Скопје во јуни 2015 година го презентираше проектот Скопје-Велоград, со кој во градот треба да се оформат 4 главни велосипедски рути кои ќе се протегаат во насока исток-запад и 7 конектори кои ќе се протегаат во насока север-југ. И тоа рута 1 Газибаба центар Карпош, рута 2 Аеродром центар Карпош Ѓорче Петров, рута 3 Киселавода центар Карпош и рута 4 Бутел Чаир центар. Со цел креирање одржлива урбана мобилност, градот Скопје забрзано работи на изградба на нови и реконструкција на веќе постојните велосипедски патеки. Во завршна фаза е изградбата на велосипедската патека под ложината на булеварот 8 септември. Оваа велосипедско-пешачка патека е дел од поврзувањето кое се реализира во рамки на проектот Скопје-Велоград. Истата е со вкупна должина од околу 2 километри. На потек од раскршницата со булеварот Митрополите од Осиј Гологанов до раскршницата со улицата Скупи. По завршувањето на овој дел од велосипедската патека, градежните работи ќе продолжат и на преостанатиот дел на ова поврзување.
Овој конектор е од исклучителна важност поради тоа што истиот треба да ги поврзе рутите 1 и 3. Поточно велосипедската патека под ложината на булеварот Илинден, рута 1, со велосипедската патека под ложината на булеварот Митрополите Теодосиј Гологанов, рута 3. Градот Скопје ги продолжува своите активности и заложби да прирасне во велосипедска метропола. Во оваа 2018 година во буџетот на град Скопје за изградба и реконструкција на велосипедски патеки се предвидени 30 милиони денари. Блокирани тротоари, приоди, патеки, оневозможено безбедно движење на пешаците и на велосипедистите се дел од секојдневната слика која може да се види низ градот. Од таа причина Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата ги потсетува возачите каде не смеат да се паркираат. Проблемот со паркирани возила онаму каде што тоа не е дозволено е дел од маките со кои секојдневно се соочуваат сите учесници во сообраќајот, но и проблем кој го создаваат самите учесници во сообраќајот. Блокирани тротоари, приоди, патеки, оневозможено безбедно движење на пешаците и на велосипедистите, на лицата со инвалидски колички, на лицата со оштетен вид, на мајките со деца, е секојдневна слика. Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата ги потсетува возачите каде и на кои места е строго забрането возачот да го запре или да го паркира возилото. Не е дозволено паркирање на обележан пешачки премин на велосипедска, на тротоар, односно пешачка патека, ако тоа не е изречно регулирано со сообраќаен знак. На места предвидени за движење и паркирање на лица со посебни потреби, на дел од коловозот кој е како стојалиште за возила на јавниот сообраќај, на плоштад, пешачка зона, противпожарен пат, пред влез на објект, двор или гаража, на хортикултурно уредени зелени површини, градски зеленила и паркови. Во општина Аеродром расте бројот на родени близначиња. Како што информираат од општината, доделени се 810 решенија за еднократна парична помош за новороденчиња, а за таа намена издвоени се над 4 милиони денари од општинскиот буџет. Овој проект ќе продолжи и во 2018 година со надоместок во висина од 5000 денари. Општина Аеродром додели 810 решенија за еднократна парична помош за новороденчиња на нејзина територија. За оваа намена се издвоени над 4 милиони денари од општинскиот буџет. Бројот на машки и женски деца родени во Аеродром во 2017 година е речиси идентичен, а расте бројот на родени близначиња. Од општина Аеродром информираа дека проектот за еднократна парична помош на секое семејство со новороденче во општина Аеродром продолжува и во 2018 година. Надоместокот е во висина од 5000 денари. Еднократната парична помош се доделува врз основа на поднесено барање од страна на семејствата во општина Аеродром со уредно приложена документација, која ќе го потврди раѓањето на новиот член во семејството и живеалиштето на подрачјето на општина Аеродром. Од 3 до 6 мај започнува фестивалот за класична гитара Тремоло 2018, како и 9-тиот интернационален надпревар за класична гитара, каде право на учество имаат сите ученички, средношколски и студентски категории, како и мастер часови. Членови на жири комисијата се светски прочуени гитаристи. Од 3 до 6 мај ќе се одржува интернационалниот фестивал за класична гитара Тремоло во организација на Детскиот културен центар Карпош и град Скопје. Од ДКЦ Карпош информираа дека по 9-ти пат во Скопје и Македонија ќе се одржи и интернационален надпревар на класична гитара за сите ученички, средношколски и студентски категории, како и мастер часови. Членови на жирито се светски прочуени гитаристи, а за победниците се предвидени вредни награди. Исто така, на задоволство на скопската публика ќе се одржат 3 концерти во Музејот на македонската борба Скопје на 3 мај со почеток од 20 часот, МКЦ клуб ресторан на 4 мај од 21 часот и културно-информативниот центар Kids Салон 1919 на 5 мај со почеток од 20 часот. На 6 мај концерт на победниците по категории на надпреварот во концертната сала на ДКЦ Карпош со почеток во 18 часот и 30 минути, каде воедно ќе се доделуваат наградите и признанијата.
Денеска имавме сончево време со мала до умерена облачност. Утринската температура се движеше од 8 до 12, а дневната од 22 до 31 степен. УВ индексот изнесува 7. За утре метеоролозите најавуваат сончево време со мала до умерена облачност, а попладне локален краткотраен дожд и грмотевици. Температурата ќе достигне до 28 степени. В недела температурата ќе се движи од 10 до 28 степени, а в понеделник од 12 до 29 степени и во вторник од 12 до 30 степени. Во пресред на предстојниот викенд, како и најава на високи температури, јавното претпријатие Паркови и зеленило ги информира граѓаните при посета на излетничките места Парк Шума Водно, Парк на природата Газибаба, Спортски рекреативен центар Сарај и Спортски рекреативен центар Езеро Треска, на зголемена будност и мобилност од опасност на настанување на евентуални пожари на отворен простор. Како што информираат од претпријатието, граѓанската должност на секој граѓанин е во случај да забележи пожар на отворен простор да го пријави најбрзо што може во надлежните институции. Најпрво треба да се пријави во противпожарната служба на бројот 193 и во подрачното оделение на Дирекцијата за заштита и спасување во зависност од кое подрачје се наоѓа пожарот. Со оваа вест ги завршуваме урбаните вести на Прва Скопска. Останете понатаму со нашата програма. Довидување.